актуелен периодов и многу убав проект имаш успоставено со читачот. Кога ти започна се до тоа каде замислата за тоа како се започна кои книги ти се најмногу ти оставија впечаток, кој ги читаш, кој имаш фидбек, како може да нешто кратко важи. Чисто да разврземе. Имав се ова спомнав и неколку пати претходно, имав идеја, си читам, јас читател сум, така да речеме страствен читател, сакам литература, си читам цело време. И сега имам гледани, тие ги нарекуваат нели буктюбери, као луѓе што имаат YouTube канали со изборуваат за книги, рецензии прават. И она што е интересен феномен, што ако отвориш што имаат, што геймаат Мистер Бист или не знам кои беа други, PewDiePie има еден, деца може ги гледат, што имаат милиони следбеници, се они, мене тоа ми било онака, играат игрици, мислам, изборат нешто глупости, ги следат луѓе. И имаат милиони гледаности, да. Дури на телевизија иде тоа се. Озбилно? Да. Значи до толку имаат влијание. На спорт канали, да. Да. Иде и збори. Цел канал има на Арена, мислам, што е специјално за геймање. И исто да, не знам, да на YouTube да наповараш за електроника, поготово за телефони, рецензии за телевизори, чуда, врија. За книги интересно, дури најголемите буктюбери, колку имаат? По 100,000 нека имаат сабскрайбери. Што не е, збориме на англиски, збориме цел свет, збориме Америка, тоа не се многу луѓе. И сега имав таква идеја да почнам да правам некои видеа, као некои рецензии. Затоа што знаеш овие видеа што ги снимам, не се сметам ја за литературен критичар, па сега некои стручни сега да ја напишам како не знам некој есеј па да го читам, да го представам, туку повеќе ми е да бидам како популаризатор. Некој усредина да се најдеме, во смисла да пак да биде информативно тоа, да кажеме некоја критика, што ми се допаднало, што не ми се допаднало во книгава, авторот кој што е, ама пак и да биде со некој понепосреден јазик, да не биде така академски стегнато, да има до некаде и спонтаност во видеата. Значи тоа ми е целта. Нели лани кога не затворија негде март, мислам беше, кога беше на најакото, нели дури хаштаг имаше седи дома и тоа беше окей, добро. И луѓе има разни иницијативи, не знам како да си го направиме времето. Нели сите серии што немавте време да ги гледате. Ама знаеш како тоа е се супер, некој искоментира тоа е се супер ако имаш убав стан, имаш пари и си гледаш серии. И си живееш. Си седиш со девојка ти дома или со жена ти, се е окей, ама на некои луѓе пандемијата не им беше забавно и седењето дома. И земав хобитот од Толкин да им ја читам на децава. Сега ги охрабрувам и сами да читаат, ама некаш не се фалам као дека еве некој што секој ден bedtime story им чита на децата. Викам ајде ја читаме Хобитот заедно, затоа што никогаш немав читано. Lord of the Rings сум ги читал Господарот на прстените одамна. И почнав една глава, две глави, викам зашто не направиме ајде ставиме на Facebook едно видео ќе се снимам. И многу фино изреагираа луѓе на првото, ама јас се влесов на драматично читање нешто. И после си кажам, што се нафати бе? Да. И не знам 2-3 недели си направив кјоше таму столна ламба. Да, мислам дека и прикулот на Хобит, Мандалоријан, како се вика, што нова книга излезе сега. Така? Да, Као пред, уште се случува пред со Саурон кога било на времето, да. Аха, може, не сум видел. Да, уште не знам Македонија дали излезена, би требало. Мислам дека сега ше Мандалоријан, ако грешам, не, тоа се беше. Не, знаеш што е, Силмарион. Силмарилион му е него на Толкин, тоа му е книга као некој, не знам, као некој Genesis постанок, како настануваат, као историја на джуџињата, историја на, не сум ја читал, историја на елфовите. Гледав рецензија на книгата, Силмарион си беше, не те се сгрешува. Ја гледав на кога YouTube каналите што ги викаш, за прикол, за Саурон како настанал. Чева, сега да кажеш дека ќе прават филм според тоа? Филм не ми се верува, ќе прават, ама книга знам дека. Книгата си има, таа си постои. Си постои, да. Само мислам дека нема, не знам дали има на македонски. Не сум сигурен. Имаме една другарка Ирена Јурчева, она исто пишува поетеса.
И незината, ако не се лъжам, магистърска е баш за тази книга, за светот на... Ама мислам од јазички аспект. Која книга вака ќе става да му впечаток? Од овие што ги... Сите што си ги имаш впечаток? Што ги... Што си ги снимал? Што ги снима? Да. Вака што најмногу ти влегува во... Чекај сега, па знаеш како... Сега, некој одговор. Па сите ми се драги, знаеш на која ќе или што музика слушаш? Знам, се што е добро. Да, Тоа све слушам. Знаеш нека, мора да има нешто, некоја што ти останала нака, што те заволичува у тебе, што ти вовела некој интерес, онака да си кажеш чекай книга, стварно ми се Па допадна. види, умеѓу време оваа година и пол читав и она страшно важни класици, да речеме Улицот Џојс, што се смета за една од најкомплексни и најтешки книги и така натаму, читав не знам 2 месеца. Да, можам да издвојам како ремек дело на книжевноста, ама па има нешто во таа книга што не, да речем, резонира кај мене, со мене, а тоа е што некои книги кои ги гледаш се како многу феноменално уметничко дело, меѓутоа на емотивно ниво може да не те допре, да не ти зборува. Во таа смисла јас се восхитувам на тоа што го направил Џојс. Збориме за Улис. Така. Култен роман. Меѓутоа, може да прочитам некој не толку познат роман. Да речеме, на Болање романите беа интересни Дивите детективи, баш вчера го зборевме со еден пријател. Кај што има нешто, има емоција, има некој навој во тој роман, што мене можеби повеќе ми се... Да, ама и тоа е полесно да го пренесеш вака преку читачот. Така Јулис малце потешко да го обработиш и да го презентираш. Да. За ти ќе дадеш некој преглед на зошто е важен романот. Не само тоа, интересно е твојот продукт, зашто пример сега стана една, не мода, ами мене ми е тренд кога обично се возам на автобуси или слушам подкаст или сакам да слушам да ми помине времето и знам да го пуштам твојот читачот, да го пуштам твојот канал и онака така како ми се прераскажува книгата, зашто не можам да и многу ми е добро, многу позитивно. Ај ти ми кажи како многу убав фидбек, уште од првиот ден не си ни очекувал толку дека ќе има. Имаше убав фидбек. Зашто ми и тоа стало сега го повторувам. Имаше луѓе што ми кажа еј супер што излезе вакво нешто затоа што до сега слушавме, значи луѓе што веќе си слушале на српски и на англиски. И сега сме имале ни фалала ваква содржина. Сега зборам за YouTube, а факт е дека YouTube ти е сега заедно со Netflix е некаква глобална телевизија. Така, нека. Да. Кај што YouTube-от ти е извор на страшно ѓубре, ама од друга страна ако те интересира нешто, ја да речеме лично си отварам на YouTube, си слушам, има одлични јутјубери, прават сериозни видеа за филозофија, литературна критика, не знам. Да, поезија. За поезија има, значи има многу луѓе труд вложува, стварно. Како ги нарекувате? Видео есеи, да речеме, кај што има текст премнени со цитатите ги гледаш и визуелно, полесно ти е да го примиш. Моментално што имаш, ми каже дека имаш и рецензија на автори. Така? Да, има, така почнав. Првите видеа беа со како профил на автор. И сега зборувам да речеме за Селинџер, тој е еден американски писател. Идејата ми беше сега во тие колку 15-20 минути да пример, некој да дојде на YouTube и да напише Селинџер на кирилица или да го повара на македонски, нели? И да има зошто да нема видео кај што некој што не знам средношколец или било кој ќе рече некој ќе му каже 2-3 збора за Селинџер и ќе го ориентира, ќе го запознае со тој важен писател. И се направив неколку такви за Селинџер и пример кажувам кои му се најважни дела и важно ми беше да ги имам тие, дали од библиотека, дали дома, и да ги покажам. Затоа што нели ти кажуваш нешто, ама сакаш да ги инспирираш луѓето да стварно да ја зема таа книга, да не ја збориме само да, тој е добар писател и да иде во библиотека или не знам, во продавница да си ја купи таа книга и да ја прочита. Од тој писател да направи за Селинџер, за Ернесто Сабато, што за Дино Буцати, што се стварно тешка категорија писатели, сакам да кажам се, и тоа ми е критериум за да зборам за добра литература. Затоа што не признавам тука, се е прашање на личен избор, на личен вкус. Не е прашање се на личен вкус, има нешто што е препознаено како естетска вредност, има и е добра литература, има инаку денес во светов се продукција има
романи се пишуваат, па и кај нас почна да се пишуваат романи, кај што од квантитетот треба да излезе квалитет. Само да кажам, нема многу малку ќе бидат стварно добри квалитет. Абе, мора се општо уметноста мора низ некои такви објективни параметри, па дури академски да се оценува, пошто ако остаеш на вкус да диктира панагир, да. Андрей, он ни го кажа својот богат, кажи ти како започна за поезијата, за поетските вечери, како црпиш инспирацијата, дечките што, пример, имаат малце страв да го иде искажат својата поезија, да доаѓаат на тие вечери, да ги читаат. Кажи ми, чувството што го осеќаш ти, храброста, како се осеќаш моментот кога го читаш поезијата пред останатите, дали трема, мислиш дека ќе прифатат добро, дали нема да прифатат, дали ќе биде може исмејувана, дали мислиш дека беки уште има стигма кај нас во општеството, дека поезијата е, да речеме, не толку мажествена, да речем, како да наречем тоа, некои машки има што не сака да се искажат, зашто мислам дека премногу емоции има во самата поезија. Добра забелешка. И не забелешка, ја го зборувам од друга перцепција, да речеме, за да нив да се опфатат и таа таргет група да ја фатам. Зашто ти си прилично стабилен дечко, како на економски си, значи јас те познавам и од друштва и денес ќе кажа прилично стабилен дечко, како ја црпиш таа цела инспирација, како започна се генерално. И најмногу во виразот те гледа постојано, ти си секаде случи. Па започна преку музика. Значи свирам инструмент, гитара и преку музички текстови полека со тек на време се пречалтав во поезија. И сега ова што го спомна за младиве дечки да се охрабрат и така да читаат на настани, мене лично тоа многу ми помогна. На почеток нели имаш трема, и што викаш премногу емоции, страв ти да не влезеш во патетика. Да, ме сконта. Али кога ќе се опуштиш, кога ќе почнеш, значи да учествуваш на тие настани, да читаш, да организираш, да бидеш таму, мислам дека полека се охрабруваш и гледаш и другите како се носат со тоа. И со тек на време стекнеш некој искуство и се полесно оди тоа. А што се однесува до инспирацијата, тоа многу вака комплексно, мислам едноставно прашање комплексен тежок одговор, затоа што не можам да го долавам тоа. Тоа мене ми се случува кога ги пишувам песните да се изгубам. Значи скроз да се изгубам, дури ми имаат и точаци собирано по улица и со пишување, да. И тоа се така некои моменти на па некој вид на лично откровение, на отварање и песната едноставно паѓа тука пред мене. И на тој начин, значи враќајќи се навечер после искачање дома или усред сон доаѓаат стихови. Па ги имам некогаш запишувано, некогаш повеќето пати ги имам скроз заборавано. Имаш некоја поезија што твоја, што ти стане многу, како што си кажеш, видиш што сум создал, што сум креирал, онака што најмногу ти става отпечаток. Што се извојуваш, онака си кажеш, сакам нешто слично. Тоа се случува во повеќе наврати така на почеток кога ќе ја напишеш песната, ама после како помина време. Забајдето го ќе одлежи. Али овај не е толку брилјантно. Да, али така на тој начин, значи немам никаква контрола врз процесот на пишување. Значи ја кога ќе се инспирирам ја пишам и после малце само подсредувам и прво беше тогаш ти на окупацијата читањето или од директива во Дуња? Не бев. Значи од Дуња започнав? На тоа читање не бев. Не бев. Прво читање на кој учествував беа Аснални проекции. 2014. И после редовно се читав на Аснални проекции. Имаш одличен фидбек, сцената не е истакнатите ликови што реално чита и не чита што не добро креира поезија, ако што сум ги видел страна и Диме, поздрав за него што не можеше да дојде. Да, што не да. Да, Да, Диме доста добра стихозбирка.
знаеш што е многу важен момент кога кажат, нели и за Астални ако ги земеме и за младите кога спомнуваш, многу е важен ставот на тие што веќе имаат можноста да отворат простор за младите. Се сеќавам сега на една ситуација кога почнав пред да почнам да пишувам поезија, пишав многу го сакам хаикуто како јапонска кратка форма, нели во многу малку стихови. Таа естетика многу ми се допаѓа. И почнав да пишувам хаику и ми текнува, не знам, 2007 или 2008 во Магор, кафе книжарница Магор, што беше много Бунјаковец, нели, не работи веќе. Имаше еднаш месечно, мислам, собирање и читање хаику. И сега Владимир Мартиновски, имаме поет и професор, значи го организираше тоа на некој начин. И јас додев таму прв пат се појавувам, имав, не знам, 5 хаикуа напишани. И нарака на ливче, и ја викам, ќе читаме или, као ќе читаш, Алек? Не, сега не сум, имам у живот напишано хаикуа, не, ќе читаме, значи тој став дека ти дава некој простор, има некаква доверба во тебе, и тоа те охрабрува, и ти ќе читаш на тој настан, па ќе читаш друг пат, знаеш, затоа што знае кај писатели, кај поети да има некакво его, знаеш, као ние што сме некои просветлени, етаблирани поети и сега затворени. Ти и пример пишуваш поезија, ја можам ти кажам и да те охрабрам и да видам што си напишал, можеме да кажем окей, пишуваш ти нешто. И тоа е таа не знам великодушност кај луѓето, тие што веќе знаеш што прават. Тоа беше најголема и во Астални го имаше вредност на Астални проекции, што многу млади, моја генерација, помали и постари малку, на Астални проекции се охрабрија да читаат и сега голем дел од нив е Диме, Ивана Јовановска што ја спомна. За жал знаеме како да работи културата се уште не може да дојде до израз, пошто за жал и генерално културата е политизирана. Да, се гуши. Се гуши. Значи, слободниот израз не може да дојде виделина. Нема доволно начин да се експонира уметноста на младите? Едноставно мислам нема оставено доволно простор за се е останато на маргините некако на. Општо и нема волја. Особено би настани што сасаме проекции, организирање дополнителни некои самостојни, нема некои дополнителни настани што во градот, значи генерално во има, ама не е тоа како порано. Така некако како во надолна линија да иде цело време. Еве сега со Скопскиот поетски фестивал малце се и Јуле што го правила Велестово. Да. Пак е оставено, може и тоа што мислише дека пак е оставено на индивидуални иницијативи, да, тоа се куќа, да речеме и ова ја што го правам со читачот е скроз индивидуална иницијатива, значи а веќе зборуваме ако влеземе во политичкото, една држава ако ќе видиш колку одредува од буџетот за што, јасно ти е кои се приоритети на државата. А јас не ги знам процентите, ама за образование е срамни смешни проценти, за култура претпоставувам слично. И сега ако државата од една страна не може уметниците да се инспирирани да творат само ако државата вложува. Нормално уметникот твори затоа што твори и да нема најголема плюс што најголемите дела се раѓаат во тешки моменти. И баш со некого зборев се на музиција ми текнува. Зборевме, не ја пратам толку македонскава музичка сцена и пред некој време најдов на бендови, ја уште сум заглавен, Архангел, нешто Фолтин, малце пратам и најдов на еден YouTube канал кај што имаше многу свирки од МКЦ ставани, видеа, не знам кој го има тој канал. Се зачудив колку джез има се свири, млади дечки свират, значи, ја мислам замрело тоа скроз. И баш зборевме, како нема бендови, веќе готово. Тоа е тоа. И всушност сваќаш дека и кога е најмрачно, а доста е очајно и мрачно у земјава сега, не можеш тој порив да го сопреш. Свират, затоа што можеби тие луѓе што свират сега кои ќе направат 30-40 години нема да свират, ама сега таа енергија не можеш да ја сопреш. И тоа ме изненади. Сега исто сврти го на поезијата, не знам, каналов мој на
Да, настани. ама зашо кога ги имаат 40 години да не свират? Тоа е проблемот. Да. Зашто се гушат уште од старце, пресекуваат и не може да... Затоа што доаѓаат други грижи. Затоа што Не, зборам по-системски се. системски, да, зашто не може да стои некој позади него и да Да, зашто ако веќе го препознаеме дека е некој писател, не знам, сликар. Да, зашто да не се вложи во него. Еве, например, за фестивалот, сега за Скопскиот поетски, многу малце средства одобри Предпоставив, да. што се побарани, например. А за други проекти, од кај што можат да извадат нека лична корист, зборам тие што ги одобруваат, нема проблем. И сите Тоа е- во Македонија, да ако размислиме дали има во државава бенд или писател, ја не познавам писател што живее од пишување романи или поети. Да, Например, Нема, сите имаат работа некаква, сите имаме да, паралелно мора паралелна да се работа цепаш кај што нешто. имаш Сега ги промовира- за екзистенција. книгиве на, ја знам, вајца сака што се комерцијала, сега што ги зборуваат, јавно малце ми се така, ќе речам комични, малце ми се... Писатели, романи што Па не би рекол да се писатели, ја не ги ставам веќе таа, ама ја мислите дека резко писатели имаат свој дела, да речеме, нека не се наврат, но мислам на чисто како, знаеш, За ни билда. 2 минути билда по така. Кажи ги. не знам, не ме фасцинираат никако книгите на Коста Петров. Не знам како да го пишам тоа, многу ми е неко Ама не не пиша. доволно врегување, не е доволно сериозно книгата за и ти книги што ги имам за влезат у топ 5 најдобри книги во држава, да речеме, не знам, како може други имаат добро размислување. Веројатно тоа е ради продажба, затоа што не пиша романи. Да. И нормално луѓето сакаат по психологија или за успех и најверојатно Коста продава многу книги, претпоставувам. Да. Да, И знаеш затоа како, влегуваш во рангирање на некако ми- На најдобри на книги. најдобри, најпродавани. Ако би гледал некои такви книги, би читал некои се успешни ликови кои што се, да речеме, на светско ниво. Некој што мога да мисли, Да, некој да, ако се, да. ако би гледал во Македонија, да гледам некој од Македонија успешен, некам да се навредиме, сигурно нема да знам да го гледам читачот на Коста Петров или на Драган Таневски, како ме разбира. Кај него е директно пропорционално со угледот со фирмата и со партијата со која што се работи. Тоа Зависи, да. Тоа е исто такви ликови се друг проблем експонирани со книгите покрај овој политичкиот и тој комерцијален тој комерцијален аспект. Затоа што издавачите, јас сум разговарал со доста издавачите, кај некои издавачи мора да прават компромис и да вадат книги некои лесни бестселери, не знам, За да New можат York они да Times, преживеат. за да можат и да вадат поп психологија, бизнис успех. Може и самиот издавач како издавач не му се допаѓаат тие книги и не верува во таа литература. Ама ако ти само вадиш, што се продава. да, инаку ќе ја затвори издавачката Прагматично. куќа. Не може да преживее. Маркетингот, кога влагаш, другар кога сакаш да извади книга, истото и Стефан, кошта прилично многу. Сега дополнително кога ти си подкован со дали политичка партија или да речеме таа патетика што е Драган Таневски. Може да би тоа ме убаво, не мора значи дека ја се критикувам, но може да следат таму работа. Они финансиски се уште однапред има некој бекграунд дека ако го земат тој автор, дека они ќе имаат поддршка од тој што стои зад автор. Тоа е не сум тоа е навлегол тој- до тие нивоа. Јас да така да тренинг се дел имам дека поише го гледат позадината, например, не знам ако Денис бил Денис, меѓутоа позади него стои сосема како шестичек што он професионален ангажман си го прави, него не поише нека не отидат, него што би го казал некој што навистина има што да се каже, што се прочита. И затоа таму иде тој комерцијален дел. Не дека него книгата му е толку продадена, туку ако имаш 3 книги, отиде 3, само таа ќе биде изборот. Од друга страна, добро тоа што тоа не е целата слика, затоа што има издавачи, пример или Игор или ПНВ, што да речеме се обидуваат најверојатно и по цена да помала заработка, јас претпоставувам, да го одржат квалитетот што они сметаат дека треба да го одржат. И затоа им даваат шанса на млади писатели македонски наши локални да им ги издаваат нивните романи, веројатно има некој критериум се нема се да издадат. Исто и со поезија, со ПНВ, дека многу млади поети добиваат простор. Тоа нема може да биде страшно комерцијално, ама е таму, знаеш. Не, тоа ич не е комерцијално. Комерцијално ако го поврзуваме со пари и продажба.
Не. Да, ама фалат повеќе такви ликови како ПНВ кај нас мислам. Да. Размислав и пред некој време напишав, луѓе, дали знаете дали постои независна книжарница во Македонија? Независна, што не е собственик од издавачка куќа. Туку обичен човек си отворил книжарница и продава книги. И свативме дека во Скопје испадна дека постои една или две такви книжарници. Значи не книжарата на или на антолог на три, на литература, но тоа се издавачки куќи што се покриваат со финансиски, значи за просторот да го изнемаат, за како правно лице. Да. И сватив дека и сега гледам да речеме полека има некои раздвижување во Скопје, иако нели економска миграција, нели као млади сакаат да си одат, ама гледам дека сепак има млади што не знам, отворил некој продавница за мајци, не знам, шизик на ризик или сака да отвори некој за не знам тајландска храна, значи да изработува нешто. Значи не дека кај младиве нема некаква желба да биде тука, да твори, не знам, да отвори нешто. Ја не се разбирам во тие правно-економски регулативи, а државата ги убива во поим. Ја размислувам, пример, дека како би било да отворам бизнис, книжарница, локална, мал простор и си продавам книги. Ќе земам од издавачите, така можам стари книги, локална. Еве, дека што живам јас натаму, Влаја, Хром, да не зборим ништо нема натаму. Најверојатно Ѓорче, ако идеш наома, прва книжара ти е во Сити Мол. Предпоставам, па да, литература ма. Да, натаму нема. Јас сваќам дека јас апсолутно сум осуден на пропаст и се откажувам, затоа што нема да можам да живеам, нема плата да изведам една плата. И сега, ама затоа, во радиусот 200 метри кај што живеам има 3 казина и 4 кладилници. Или 4 кладилници, не, 4 казина, а 3 кладилници. И 5 аптеки. И аптеки, да. Ако изгубиш од кладилница, тоа да се смириш, Така што, сега, тоа е тоа системско. Зошто некој млад човек да рече, сакам да отворам книжара и државата да рече 3 години од нас имаш кирија. Или да ви субвенционираме. Кај нас обратно, 3 години унапред платени нас директора. Да. И сега, после што збориме за вложување во култура или во образование, значи, тука државата треба да... Добро, општо кај нас со малите бизниси е таа ситуација, мислам. Не само со книжари, со... Сигурно, да. Значи ти една бурекджилница да отвориш треба да се искинеш од правни заврзлами, па инспекции, па... Ја дури имам слушано такви случаи, значи отвара човекот бурекджилница по-конкретно, значи тој стил и чирак. Се еден ден не му е пријавен чирак. Се слушало еден ден. Доаѓа инспекција, 1000 евра казна. Како ти работи овој? Овој, знаеш, чисто да се запознае со работа со ова, ќе го пријави. И сега ти кој ќе му бапнеш 1000 евра казна на мал бизнис, бурекджилница, толку. Да. Готово, ја затвараш. И тоа е проблемот кој со интермецо 6 пати го затвараат, 6 пати го отвораат и пак ништо. Интермецо се ги плаќа. Си ги плаќа казните. Си ги плаќа казните. Многу фиока враг казна за пак. Па баш се уструга на стручки кога бевме. И горе има еден усред центар направиле еден во Стоколната стара горе на кров. Тоа се урла до 5 сабајл. Што? Да, и прашувам другарка како или инспекции казни. Не бе, вика идеш, ти ја плака казната. Колку казна, не е проблем. Да. Ама не се мали, знаеш они си прават голем обрат на пари, тие казни не се мали, ама они си ги спремаат, знаеш. А овој што е со бурекджилница, готово толку мали. Па тоа е. Ни промет не пре толку. Тоа е. А посебно па за книжари и такви работи. Мислам дека Министерството за култура го даваат, викам бидам злобен, ама решувам како него ни гледаат за релевантното, така го гледаат. Да, поише боровата е кај Министерство за внатрешни. МВР, здравство, образование. МВР, на дворе. Не, ни на дворешното. Добре, сега веќе. Ама дури и културата го гледам, нешто како го гледат Министерството да само земење па некој нужно зло на политиката. Ова е слободно министерство кој сака нека си влезе, нека зема плата, нема ништо да прави. Па така го гледам.
А тоа се зборувам, ако го зборуваме за идентитет, што гради идентитет? Што гради идентитет? Тоа што ќе одат од Министерство за надворешни конференции таму ќе преговара, па културата го гради идентитетот. Јазик, образование. Ја тоа го размислував. Спорт, кога ќе издат и после ние една Хрватска, се како звучи. Пример, има земји во светот, ние можеби сме во некој јагол позабатален ставен, нема врска. Хрватска, значи, фудбалот, хрватскиот фудбал. Па не Во само финале, фудбал и ватерполо и точно, тенис. во финале беа, тоа не дошло преку ноќ. Така, Да. Не, уназад 20 години се они до финале стига. До- Четврто, до 10 значи се вложува во тоа, сигурно се вложува и сите за цел свет знае за Хрватска. Баш као од морето што го знаат. Цел свет знае за Џоковиќ, пример или сега, ама тоа не иде преку ноќ. Треба да и затоа културата е страшно важна. Ја тоа баш го размислав пред некој време за сите ние што пишуваме на македонски јазик, значи ние ствари изведуваме еден патриотски чин Да. на некој начин. Да. Да, скоро. Значи тоа е скроз патриотски чин, што на својот јазик пишуваш и тоа после го промовираш као а не се инвестира во тоа. А тоа го правиш на индивидуална карта, не што вика он, што го гради идентитет. Значи суштината, дури сега овие нели спорови со Грција, спорот со Бугарија е посуштински на некој начин затоа што влегува во јазик. Да, задира во срцето. Ова беше поише територија име, сега не толку не сум експерт, ама ја велика добро таа територија ви нарекувате се така, але ти го допреш јазикот и сега некој твори, некој пишува на македонски. И ако го тоа го деградираш, ако го омаловажиш, не зборувам како власт, како држава, ти а после пропагираш некакво. После праќаш таму да преговараат комисии, да ова. Ама самиот работиш против себе, Да, а као работиш паралелно за тоа. да, тоа е проблемот. Кажи ми, настаниваш што се организираат сега со коронава, имаат некој удар со помалку бројка на присутни или наоѓаат некој начин за ти што си може да си ги Па има, па помалце присутни се, да. Тоа е, например, на Стручки вечери на поезија што бев сега, имаше многу малце луѓе. На поетски ноќи во Велесто исто имаше помалку луѓе. Значи, но трпат од корона и од целава ситуација. Вака, кога си разговарал со другиве поети, кои теми на интерес им се запаќање генерално? Животните им генерално, има некој, например, не знам, посебна тематика за, не знам, еротиката преска, спомнам, има некои такви што Љубовна песна. бават и да. Па, Кои теми најмногу ги среќавате ги среќаваш ти вака што ти оставиле впечаток? Што ми се најзанимливи, заинтересирави младите? Или пак се прилично така или романтични, или не знам, некои револуционерни. Жарко Жебовски беше многу такви. па не замислам дека нема веќе простор за револуционерни песни. Да, и за Ѓоков И све помалце луѓето се нафаќаат тоа. Да го пишуваат, а поише некако по-даркерски, Како мислиш подарките? така, Готик некои такви кои не, по-темни теми, некако по-тажни, по-меланхолични, така мислам младите веќе поише у тој манир творат отколку. Мислиш дека, например, цела ситуација што се случува во држава со Па години, општо, да, со години и резултати секако, те мислиш што ги има секако, израз? секако. Значи ретко има некоја оптимистичка перспектива, ретко има, што рековме, револуционерни мотиви, ретко има повеќе е некоја лична. Затоа што Манифестација на лична фрустрација, така. некоја темнина. Не ми го тоа фрустрација. Ја ми го тоа мисли дека се нивните, што си лежи што никаде нема да ги искажат, ама сакаат на харта да го кажат некаде. Ама не ви дека тоа е фрустрација. Точно, веќе ги нема веќе оние, да ги наречем големи наративи, идеологија некоја, Да. за кој што ти, да речем, не знам, имаш во социјализмот, имаш идеја дека одиме напред, прогрес, ќе направиме вака, и нели во тој дух се пишува поезија. Не е таа револуционерна, ама ајде да ја наречеме. Да. Светла иднина, градиме, не знам, братство, единство, конкретно во наше блиско минато, тука кај нас.
Меѓутоа, то не е само локално, глобално во светот, Глобално, да. веќе што од разочараност од политичари или од некакви елити, веќе луѓето навратно се вртат кон внатрешното, кон емоциите, екзистенцијално онака каде се наоѓаат, со што и да се борат, веќе нема верба во нации, во во иднина, Нема револуции. плюс на сите ни виси Кој би можел Нихилизам со насмеан лик. Нихилизам, да, и на сите ни виси она сега најново нешто со кој што јас тоа го повторувам последно време, растат и нашите деца, ние не сме растале со тоа е некоја екоанксиозност. Дека климатски промени, дека веќе добиваме сигнали дека не иде работава наравно глобално со глобално затоплување и тоа го гледаме веќе. Сега некој може да го одрекува тоа и да види дека има и веќе децата растат со тоа чувство дека ти се стоплува, па океаните растат, мориње и моите деца растат со тоа. Јас кој сум бил дете бил као кој мислел на климатски промени и на дека нема да има доволно храна за сите. И се тоа има еден многу чуден глобален микс од околности во светот што ги прави луѓето да немаат амбиции веќе да промена, у таа фраза да го промениме светот. Као зашто? И накрај се врати нихилизам, себичност, хедонизам, ако имаш неколку опции. Некои луѓе ќе бараат религијата е едно нешто што не излегува од мода во сите форми. Од античко време. Значи луѓе ќе бараат утеха, за колку како нели утеха, ние ќе сметаме за не може некој религиозен да го речеме дели у време на науката се наивни луѓе, нели што уште веруваат, зашто науката е просветлена. Друго нешто е хедонизам, уживање во материјалното. Максимално, затоа што веќе и така еден ден иде се убестрага. И трето нешто е нешто што би било поблиску што ние го разбираме е уметност. Уметноста може да го замени тоа, затоа што ако веќе 19 век тоа си почнало многу порано, нели, смртта на, ја мислам дека клучен момент е смртта на Бога. Нели, дето Ниче која вели губивме Бог, значи Ниче не вели, Ниче дава диагноза. Не излегува он као јас со некаква прокламација. И јас мислам дека веќе од тогаш тоа е како некој пресврт и сега тоа е како браншто, цунами едно што идело наваму 2 века на кај нас. За да дојдеме ние до врвот каде што веќе ако нема една нарација, ако нема една трансцендентна реалност, некако што ги уредува нештава, па јас сум фин спрема тебе затоа што морам да бидам фин за да не ме казни Бог, значи како некоја свест која ништо стои на нас. И сега ние кога ќе го тргнеме тоа, кој е авторитетот? Ние сме. Се е релативно стана. Се е релативно. И мислам дека до некаде ние живееме во пост смртта на Бога на некој начин и може сега тука да се дебатира дали ни е потребен Бог, не ни е потребен и не мора да дебатираме на тоа, ама дека гледаме релативизација голема, гледаме. И сега некои луѓе утеха бараат во уметност. Според мене уметноста или убавината ќе го спаси светот. Нема да го спаси светот убавината, не верувам во тоа, меѓутоа не можеме да живееме, како што кажал Ниче, без музиката постоењето би било ужасно, неподносливо би било. Ако немаме музиката, уметноста, не се носат утеха. Ама таа не е врвна, според мене, таа не е врвна утеха. Меѓутоа, важна ни и затоа не е важна и поезијата, нели? И тоа што го спомнат и тоа е интересно, кога некој јас сум го размислил, поезијата е нешто нежно, Да. Поезија, што поетски, добра, убаво. Има поезија, убаво е нешто. Па и други професии се да ако си нешто бизнисмен, вртеш пара, адвокат, тогаш си, ако си писател или уметник, Тоа е друго прашање, да. Може да зборим, а тогаш си као писател, писателче, добре. Ама некој спомна фрустрација. За вакот. Ти, па ја мислам дека целата поезија е еден вид на фрустрација. Ја не гледам така поезијата. Ја гледам И да се надоврзам на неговиот момент и младите што го творат ова е еден начин на дали лечење на таа или како ви кажам проектирање на таа фрустрација преку
како поезија. Да. И тоа е така и треба да биде. Еден начин на искупување. Така и треба да биде, да, затоа што тоа е поезијата искрена и како што треба да биде, а не нарачана па се дотерана. Таа поезија е најдобра, што излегува од конфликт, лична конфликт, Едно битка, прашање, фрустрација. Јарек, гледам дека ти благодарам за овие мисли што ги разкажуваш многу сега како што треба. Е прашање до вас двајца и конкретно со ти на добро се држиме во парк, ќе ги видите сте мали, ова што го збориме тоа генерално и размислува голем дел од нив. Огромна бројка сме, се време да знаеме. Зошто мали дека некад мислам дека нихилизмот е до таа степен што некад не сакат да мрднат да направат некој чекор за промена, зашто не гледаат излез. Дали е тоа само кај мене печаток или што е вашиот став на 20 генерално? Зашто мислите дека некако готово е доста. Значи не сакаат млади, не се замараат повеќе и што гледаат дека овие што се во позадина, ова што го збориме нема ни да го разберат, они нема ни сакаат да се нафатат да го размислат. Па не да не го разберат, нема што викаш, нема да нема да пробаат да го разберат. Значи многу тешко да допреш до се потешко да допреш до младите. Го знам одговорот, меѓутоа сакам да го слушам од вас. Зошто толку многу голем број на млади веќе се утоснат на нихилизам, се разочарани, се погледат во Апатични, да. Да, зошто? Не затоа што не збораме да се активират они у партии или во некои си хелсиншки или не знам си некои си движења за Македонија, некои тие што се овие што беа антиваксери со Тајсон и какви не знам такви, не такви движења, туку нешто се Мене тие па на пример посимпатични ми се него овие. Па ете тие за Македонија, радикали, антиваксери, па пооргански би се некако по-живи него овие. Затоа што и за може да погрешна цел. За погрешна цел, ама има некој жар као. Така да, Значи по-природни, по-органски Да, ма гледате како настануваат. Франција, во Австралија, во Германија постои тоа ткиво јадро на народ кој што си вика чекај сакаме да се борам против ова, има цела групација луѓе што заснуват за една идеја и сакаат да се докажат со другите, одат на многу порадикално. Меѓутоа кај нас нема никаква ни идеја веќе започна, дали затоа што со пленумот кога заврши, кога се поделивме или Да, тоа беше големо разочарување. Голямо разочарување. Дали беше со некој нови чекор што сегашна влада ги направи идентично како претходната влада. Дали се разочаравме можеби генерално во луѓето како човек, па поединец повеќе не можеме некако се поврзаме, сме изгубили доверба од еден до друг. Меѓутоа во друштвото кога се движиме не е така, пак сме не се дружиме цело време, ама пак како знаеш, кога речеш брате се фатиме да кажеш видовме, пробавме доста. Да. И се бидуваме да ги изразиме нашите, ако тргаме од гледна точка дека е фрустрација, низ поезијата да ги да нема начин излив на емоција, низ тренинзи некои, низ планинарење, низ некои се рекреативни настани, низ културата да најдеме начин како да се изразиме себе си кога веќе на директен начин не можеме. Зошто мислиш дека младите се и тебе ќе прашам тебе, а и ти сега го даеш сигурност там, така да ги прашам прв што дека ти имаш заокружен став. Младите живеат во доба на информација. Она што викаш Алек, хедонизмот и поинтересот што знае дека веќе се е завршено во Македонија. Скоро си има динатурација сите од држава. Зборам за граѓаните, а не за елитата. Не, може тоа што го кажа Бог е мртов, ние го убивме. Значи веќе нема една општа, што викаш, трансцендентална реалност, нема насока. Значи лутаат младите. Се јас не сум живеел во претходниот Исто и не систем. Ама мислам дека се и ти си ги фатал на крајните години. Не многу, да. 12 години. Мислам дека имало насока, значи имало на каде се движиме. И за тоа имало повеќе мотивација кај младите и за што им е јасна насоката и за промени и за поддржување на таа насока и така натаму. Сега нема, значи лутаат и што рече доволно информација. Тешко млад човек кој неговата нервно расположение зависи од социјалните мрежи. Да, и тоа е голем проблем, да. Че да размислува за Не, ден. тоа е релативизирање, тоа е најголем проблем, затоа што И немаме релативизирање. немаме еден наратив. Значи општо врз кој можеме да се надоврземе, значи или да го негираме или да го аргументираме. И за тоа мислам дека е главна причина. Глобално, ова не е Да, не е само само глобално е.
Со тоа што ако си негде во нека си развиена земја, имаш некој по-комфорен живот и ти многу е полесно да си активист кога ти е се средено, така имаш и да се вмрежиш полесно и да меѓутоа, ако си во мала земја како оваа и кога живееш 30 години во константни разочарувања и гледаш веќе, нели, ај сега овие 4 години, овие и се ќе поминат такви овие 30 години и ти веќе мисли и добиваш чувство дека приказнава е завршена. Дека нема, дека безизлезна е приказната. Можеби на запад некаде уште се во илузија дека затоа што нека ќе се смени нешто. Пак и илузија е до некаде. Ма не, кај нив истото. Али истите ги и нели некој ќе каже, каде отиде западот развини, уште јака десница, мислам, така национализми чуда, сегде се у најразвиените тргни од Америка и се чудиш како ве стигнавме овде. Да се чуди човек како стигнавме овде. Да таква поларизација, не знам, па бегалци дошле, па протестираме, па ние како земја сме, баш деновиве го размислам, нели, топлите македонци, нели, топлите, треба да дојдат, не знам, 500 афганистанци, не сме фати параноја. За 500 луѓе. За 500 луѓе. Што ако се, у политика идеме. На читачот нема политика. Не, сакам да кажам, една држава која е паметна, ќе ги интегрира тие луѓе. Германија што прави? Ги интегрира. Ќе ги интегрира и тоа на некој пријатели му кажа, па утре ќе отидеме во афганистански ресторант, ќе јадеме, тој ќе нас богати, нема да не... Стравот ќе не осиромаши. Силната држава гледа човечки ресурс. Човечки ресурс. Да ги интегрира. Зашто тоа се луѓе што колаборирале со интелектуалци, не се само така. И така што, ама ние сме веројатно и врзани во нели во тој целој циклус и веќе мислиш дека нема некаква иднина и Ама, on the bright side, не, слободно, извини. Исто така денеска е најлесен период кај што многу лесно да си конформиста. Може би пред 70, 80, 100 години не било баш толку практично да си конформиста, пошто нели околностите, општествените околности биле сменети. Сега, имајќи предвид дека технолошкиот развој и младите некако едноставно се препуштени на тој текови. Таквите текови, као ќе чекаме што ќе се деси нешто околу технологијата, ќе чекаме и ќе само ќе конзумираме тие придобивки, мислам, конзумери, да. Конзумеризам, конформизам и едноставно чекај да видам нотификација па да видам дали ќе треба да идам на протест, на протест чека да видам чека да видам дали врне и ора. Да. Анте сега да пишам од нешто надвор од поезија, ме испровоцира Денис. Например, овие формални младински движења што ги гледаме, партиски ги спомнувам, нив мислам, овие што се невладиниве. Гледаш во нив некоја си излез нешто промена, нешто да се речеш сакам тука се активирам. Речеш, овие дечки прават нешто. Да си вдахува. Не, затоа што искуството потврдува кој ќе дојат до позиција што се дешава. И тие млади со нив. Ја само мислам дека тие невладени само го маргинализираат отпорот. Ја не верувам у невладени. Оче збориш ти свесно ми е голема зборност и јако сум истата карта веќе и што си неутрална зона за сакам треба да само го цепкаат отпорот. А не мисли конкретно партиските помладоци. Не знам, дали имам верба во партиските помладоци? Не како партија, само туку дете. Како може сигурно не знаеш кој се УМС. Туку УМС со дома не ми се занима план. Па еве сега овие се УМС. Не, левица сега се млади. Беа УМС стана СМС. Па имаше некој целено време. Ама СМС стана. Што мислиш генерално за тие? Зошто тие се млади, тие се движат во слични кругови кога нас, ама пак некако како да не го прават тоа што треба да го направат. Зошто не гледаш со нив некоја си поврзаност?
што е тоа што те одбива некако да речеме, што гледаш дека ова искра ќе биде како ти што се надбив. Што те кочи? Да. Која констатација тоа е? Па еве некои од тие помалите партии, например, ги знам лично. Тие млади, Да. прогресивни умови и знам од какви мотиви тргаат. И предпоставувам кога ви дошле до позиција дека ви се однесувале исто како Да. како претходно. А Еве видовме нели со студентски, со шарени револуции, со како заврши се до тоа. И за тоа немам верба. Немам верба и мислам дека пофундаментален е проблемот. Значи социоекономски треба на тоа да се околу тоа сите да се сврзат, да не да бидеме едни за ова, други за ова, трети за она, па сега да си земам ја проектче, па да го истерам проектот, па со нив да го друг проект да истерам, ништо не се од денес за утре. Од денес за утре. Многу ми е тежок момент, не знам како да навлезам. Конкретно ја за големиот ВВ, УМС и СДНОМ ќе ги спомнам, што тие се тие што може да го променат моментално, ама никако не гледам нека точка во допри. Мислиш ли дека тие млади го разбираат тоа ние денес што го зборевме и за културата, и за уметноста и за вако? Не мислиш дека они го разбираат и има некој начин они да допрат до некој што е над нив? Жал пресе чекај луѓе, ние треба кочница да ставиме, ние треба да ставиме. Има сигурно има. Значи млади кои што го разбираат ова, го мислат ова и сакаат да направат некаква промена, ама сепак мнозинството е тоа што е на профитерска страна. На профитерска страна, да, и тешко дека ќе им дозволи да ја пласираат таа идеја или да побудат нека политичка волја да се направи промена. Чисто се сомневам дали има воопшто млади кои што се уметници или писатели кои што се дел од такви. Тоа не види правни, јас сум правник, ти си вакво. Да, ама не сме уметници, не сме. Од економиста, уметноста мора биде превземена само од никој што се занимаваат со уметност професионално. Значи, они економисти, јас сум правник и пак ги сме навлезени во тие некои води, знаеш. Пак и тие млади сигурно имале контакт со некои слични во неформалното образование, контакт со слична уметност. Ако не со слична уметност, тоа со слични размислувања како ние што ги имаме тука. Зошто они, например, место да бидат прогресивните што може да бидат, туку се кочница на тие некои. И сега ние стигаме во ситуација кај што ние како млади треба да влеземе прво во конфликт со тие помалите, за да стигнеме до тие поголеми, за да ги убедиме прво тие долните, а тие долните не можеме да ги убедуваме, зашто за нив има друг човек, тоест човек и пак стигаме до врво. Како се фаќаме цело време во тоа што кажа Алек, како решение, мислам, решение не може да се понуди на некој начин и сепак е тоа комплексно и големо нешто. Меѓутоа аз можам да тргнам, ајде да кажеме дека во една земја немаме права, правата се популарни денес, ама малку зборуваме за одговорноста. Оно што е, да речеме, јас тргнувам од себе како поединец, и што можам јас да направам? И сега, јас гледам дека, да речеме, имам некаква страст, пример во конкретно во случај, сакам литература, сакам и музика, и филозофија, и други работи. Меѓутоа во случајов, како да речеме страстен читател, моја теорија е дека вистинската љубов е да споделиш со другите. И тоа што е, ако е нешто убаво, така, не вреди да се сподели. И јас со таа идеја тргнав, како можам, ако прочитам нека книга и стварно ми се допадне, нели прво што правиш кога ќе изгледаш добар филм или одиш и кажеш на други, да ти кажам Андреј, пример ако збориме за поезија, да го знаеш овој поет, не, мораш да го прочиташ, знаеш, мораш и така решив јас као не тргнав па некаква си социјална, не знам, одговорност, туку сакам да го споделам тоа со другите и ќе прочитам добра книга и ќе зборувам за тоа. И сега целта ми е, како што кажав преска, да бидам на некој начин не литературен критичар, туку поише и како популаризатор, да стане читањето во мода и романите општо. И сега, веќе ако почнеме да читаме, тука има други моменти, да речеме, што прави литературата и што допринесе од читањето. Има едно нешто што преовладува тоа мислење, дека читањето е забава да ни го тргне умот од лошото секојдневие. Да. Можеби, да, до некаде.
Нели подиш на плажа, чекай некој лесно романче да прочитам. Јас не ја гледам така литературата и не функционира кај мене така. Да речем, јас затоа и најчесто читам реалистични романи, кои што и најмногу ги сакам романите кои што се занимаваат со сериозни екзистенцијални прашања, па и филозофски елементи имаат во нив, затоа што прават нешто во мене. Може да ме потресе и да ме направи свесен за колку е тешка состојбата на човекот. Може да ме инспирира, може да ме расплаче, значи да ме поттикне се со тоа да ме направи на крај по-човек, или подобар човек. Затоа што тоа е идејата. Ако ние имаме, ако веќе користиме терминологија на дека ние имаме некаква цел за нас како битија, тоа е да бидеме подобра, не само подобра верзија од себе си, туку ако сме ние создадени да бидеме луѓе, тогаш треба да бидеме луѓе, да бидеме човек со интегритет, со грижа за другите. И во таа смисла мислам дека литературата, добрата литература, не само што може да не ориентира за каков е светот околу нас, туку може да не направи подобри луѓе. Може да не направи да со тоа е еден од аспектите на литературата, да знам каква е човечката состојба, да знам дека на секој си има своја битка, да знам како функционираат меѓусебните односи меѓу луѓето и на крајот на криштата да бидам и не знам и подобар, со повеќе трпение, посолидарен, така што литературата, за тоа е цела голема тема, може да збориме, литературата е субверзивна може да биде и многу субверзивна, и знам. Писатели биле бркани од тоталитарни ситуации, убивани и затварани, затоа што ја има литературата моќта и поезијата да системот на моќ да го субверзивно, може нема да го урне, меѓутоа може да почне или да почне лавина на настани кои што ќе и така што од друга страна ако се навратиме па на нема да се навратиме на политика, меѓутоа студентскиот пленум, јас бев во тоа време околу факултетот и одев на студентските протести. За мене беа после долго време како да кажам, автентичен израз, чист израз, чист не можеме да збориме за тотално чист, после се исполитизира работите, меѓутоа тоа беше еден импулс што го добивме, витекнаме мојата преска дека као тотална апатија се, 10.000 луѓе или 20.000 студенти од различни партии, од различни ситуации, да излезат против одреден закон, не за промена на власт, за промена на нешто. Тој момент беше уникатен, мора да го признаеме. Уникатен. Да, мислам дека единствен момент автентичен кај што доведе во прашање власта. Искрен. Да, затоа што она се доведе постоењето на таа власт. Од дома кој иде во автобус кога се возев и кога видов рендом млади луѓе што одат на протест од разни градови, да, се исполни. Тогаш ми светна дека ова е надполитичко во тој момент. После што се случи не. И после нели луѓе вика, ама се каеме сега шарените, бегаме тоа. Ја не се каеме. Беше надполитичко, меѓутоа самиот беше политички чин, секако, да. Политички чин, да. Надпартиски, бе рекол надпартиски. Надпартиски, да. И што ни кажува тоа? Дека можеби постојат некојаш моменти кај што некој тригер ќе има, кај што и младите ќе им биде онака ќе заборават таа апатија за моменти ќе. Сега тригерот мислам дека одењето во странство. Тоа е тоа. Тој момент е кај што ќе букне филм на младиот и ќе ќе отиде. Сака да се оде. Да. За жал тоа е, да. Значи тоа е сега му е полесно да се отиде во странство, да се обезбеди животот, остатокот на животот, отколку нешто да преземе. Тоа е тешка тема, болна тема. Да, тоа е веројатно и до некаде иднина што ги очекува и други првоземните околу нас. Тоа знаеш како, ако гледаш така, цела западна цивилизација умира. Само ќе умира бавно. И не затоа што некој ја убива, туку самата се убива. Прво се убива преку наталитет. Така? Да. Така, затоа ние сега држиме Германија на апарати, затоа што ние и нашите деца ќе одат да ги одржаваат, да го одржуваат тој систем во живот. Но тој систем ќе умре кога и да е. Може за 100 години, самата цивилизација, и верувам дека таа цивилизација се убива, моја теорија, затоа што го уби Бога, како концепт, ама тоа е веќе друго прашање.
ама западната цивилизација сега ние сме тука да утрчаме да помогнеме и ние за екзистенција. И за наша екзистенција. И за наша не само за Да, не само за туѓа цивилизација. екзистенција. Ама знаеш како јас размислувам? Многу сум размислувал на оваа тема. Секој има лична приказна, некако побиг во животот. Некој не верува во тоа и гледа да отиде негде да живее. Меѓутоа јас верувам дека човекот не е создаден само да оди на работа да јаде и да пие. Да изгледа филм и да испие 3 пива, да не гледам, човекот мора да и го зборил тоа и Марето зборил и претходно, мора се издигне над тоа. И голема, сега влегуваме малци во, ајде да речеме, духовна метафизика, и друга работа е дали веруваш дека овој живот е овде се што постои или човекот продолжува во некаква екзистенција после тоа. Ако веруваме дека ова е се што постои, тогаш драйвот да направиш нешто е многу треба да имаш, не знам, за мене не знам од каде видел тој драйв. Да, солидарност, добро. Меѓутоа, ако веруваме дека она што го правиме сега па ќе одекнува во вечноста на некаков начин, дека има некаква космичка правда би се задоволила, како и да е во разни религии, тоа има на различен начин решено, или филозофии, или па дури во источните филозофии, тогаш е малку поинак. Тогаш сваќам дека овој мој живот не е целата приказка. Не е целата приказка и дека не е ни важно дали ќе го изживеам топ со пари и лагодно, затоа што или ќе се борам за тоа. Затоа што гледаме дека луѓе за идеја давале живот. Да биде мисионер, да биде едукатор во племиња одаде, ги убивале. Мајка Тереза или било кој да е, значи го жртвувале животот за нешто поголемо и жртвувале одредена лагодност. Факт е дека ние денес живееме во доба на entitlement, на македонски тоа е, не знам како го преведуваме, чувство дека на нас ни припаѓа избраните. Па до пред 200 години, ако живееш до 40-50 години, бинго, не постоела осигурителна компанија. Значи животот бил подарок, живееш за денес. И присутен си во моментот. А ние денес присутни сме каде? Кога еден ден ќе купам нов iPhone или нешто. И ние го пропуштаме моментот живеејќи во иднината. Да, ма и тоа многу ранливи направи. Не да не прави ранливи. Многу ранливи направи. И несигурно изборите. Тој entitlement баш со ден изборевме со корона, значи до 45-та година луѓето во Македонија умирале од маларија. Умирале? Тој бил векот животен. И сега, значи, не дека е мал проблем корона, ама каква реакција кај затоа што кај луѓето се, каква паника, каква неразумност, каква тоа што и кажа entitlement. Ние денес живееме со нови епидемии, тоа не се само епидемии на анксиозност, панични напади, депресија, кардиоваскуларни болести. Да не збориме, нели порано, не дека немало депресија порано. Порано нели ако е некој помирен, па го нели во селото некој е поповлечен, може интроверт да бил и нели тоа било други проблеми. И обележан си одма, знаеш, тоа нешто не е уредно, а може интроверт или меланхолик или како и да е. Меѓутоа на вакво ниво, ова се пандемии, анксиозноста веќе ни стана шок од добар ден, добро утро. Панични напади, значи веќе не знаеме да се носиме со животот, затоа што социјалните медиуми што не полудуваат, тоа е on top of it, као сме и сега да се вратам на муаветот, јас веројатно за мене сум одлучил дека ова не е целата приказна и дека као некој што кажал утре што би не знам дали бил Мартин Лутер или кој му рекол што би направил ако заврши светот утре, он рекол па ќе засадам дрво. Што е став на живот, тоа е став спрема животот. Па дури мене да ме нема, да речеме, ми заврши живот, ќе го засадам дрвото. Затоа што продолжува приказката. Така што комплексно прашање, не знам. Ама не смеме да се предаваме, така? Да, Ајде да не пишуваме поезија сега, ајде да не збориме за книги.
Што да правиме, да јадеме, да пиеме и тоа е живот. Да работиме за некој Кафанче. друг. У кафанче. Да, за некој друг да работиме. Оговара, тоа е. Да, ќе оговараш, малце.